Кога чекавте премиерот да ви побара оставка, сами уште вчера не поднесовте? Рано утрино имавме разговор со премиерот. Разговорот одеше во тој правец како што премиерот е премиер на владата и именуван сум од негова страна, и од таму дојде пораката дека треба да се побара оставката. Кои се безбедносните пропусти што ги направил затворот? Целокупниот извештај ќе биде доставен до Управа за решување санкции, Министерството за правда и кабинетот. Се надам дека и до вас медиумите во понеделник. Се уште работиме на... Зошто притворениците биле заедно пуштени да шетат во дворот? Секако дека притворениците мора шетат заедно. Не шетале заедно лицата МЈ и СР, во ниеден момент не е потврдено тоа кажано. Вчера рековте дека прво шетал едниот во 13 часот се случил инцидентот, зошто тоа сте го пуштиле другиот 45 минути подоцна? Почитувана, едното лице МЈ е во еден павилјон, другото лице во сосема друг павилјон. Едното лице шетало во едно шеталиште, после еден час другото лице шетало во друго шеталиште. Не шетале никако во исто шеталиште. Добро. Како се сега лицата за претходниот инцидент, дека е прво се случил инцидент, па после дека пред еден час едниот читал после. Одговор на тоа прашање ќе се состои во извештајот кој го работи во моментов. Има постапка, не ќе да шпекулирам, преюдицирам, бидејќи до понеделник ќе биде завршена постапка. Повикани се лицата кои вчера биле на работа, се собираат изјави. Натрешната постапка за истрага согласно стандардните оперативни протоколи за безбедност во овие ситуации и постапките во случај на насилство помеѓу осудени и притворени лица, ќе видиме дали биле испочитувани, како биле испочитувани. Дали беше студија за санкции присутен? Да. Дали напаѓачите беа на разговор кај вас? Дали се обезбедени? Се извинувам еден по еден. Па исто прашуваме, напаѓачите дали се беа на разговор кај затворските служби? Што е со нив? Обавени се разговори уште во текот на вчерашниот ден со притворените лица кои биле вклучени во немилиот настан и имаме нивните изјави. И што рекле? Дали се некако санкционирани? Не постои санкција во делот на притвор. Дали се тргнати во Секако, значи издвоени се постапено е преземени се нови протоколи денеска, повикане поголем број на затворски чувари на работа, имаме издвојување во други шеталишта, намалена ќе биде можноста да се сретнат и видат како тие лица, но и други лица поврзани во одредени кривични дела. Како се обезбедени сега нападнатите лица? Нападнатите. Како се сега обезбедени? Каде се наоѓаат? Бидејќи од судот имаше соопштение дека најверојатно ќе биде побарано за нив да бидат префрлени во друг притвор. Во моментов притворените лица МЈ и СР се во други притворски простори, поточно во Хашкиот дел, шетаат во друго шеталиште, не во тоа кој што се десија немирите настани. Во моментов е тоа. Бидејќи најавивте дека во понеделник ќе се поднесете оставката, што до тогаш, односно извештајот рековте дека ќе го соопштите, но што до тогаш рековте вие уште од вчера најавивте дека ќе ги погледнете камери, имало камери, се снимало се. Видовте ли нешто? Што се гледа на тие? Повторив сега пред малку пред. Во моментов работиме на тоа. Единствено нешто што сакам е да заврши истрагата. Кој ќе заврши истрагата, со извештај ќе биде поднесена мојата оставка. Значи, вие зборувате за истрага во затворски дел, каде што вие сте директор. Колку треба да трае таа истрага? За еден двор кај што се случил физички напад, последователно еден по друг. Не се случува во истиот двор, право. Второ, ние во моментов вршиме истрага во делот на процедурите, постапките на... Ако се случило во два двора. Почитувано, ние во моментов испитуваме постапките и протоколите на вработените во секторот обезбедување во затвор Скопје. Не испитуваме во делот на како се десило и што се десило. Испитуваме во делот на постапките, процедурите, протоколите во случај на ова. Дали некој не постапил после првиот случај, што се случува помеѓу првиот и вториот, службените белешки и така натаму. Ве молам, бидете трпеливи, оставете и ние и другите институции кои што се надлежни за контрола на работењето на затворскиот систем да се завршат својата работа до понеделник. Мислам дека понеделник повторно ќе се видиме и ќе биде презентиран целиот извештај. Во моментот кога се случило сето тоа, колку... Се извинувам, не ве чув. На што се однесувала?
вербална дискусија. Колку луѓе од Сите тие прашања во делот на изјавите на притворените лица се испратени до судот и тие прашања треба да ги обратите до судот, бидејќи судот е надлежен во делот на притворот. Изјави има прибавени од сите и тие се доставени до судијата. Не можам и да сакам бидејќи тоа е надлежно на судот. Кога се случи сето тоа, колку луѓе од обезбедувањето биле присутни во шеталиштето? И колку треба да бидат според законот? Во тој момент на карауло има едно лице. Во ходниците, кај што се до шеталиштата, има две лица во еден ходник. Така да... А Значи колку во шеталиштето притвореници? само еден. Молам? Во шеталиштето само една личност имала таму Да. од обезбедување. А колку притвореници? Во едниот случај има 5, во другиот мислам дека се 7.